Во многовековното наследство на Охрид, колевката на монашката балканска цивилизација, пештерските цркви и монашки келийни живеалишта зафаќаат исклучително место. Повеќето од нив, вградени во природно формените карпи или пак дооформени со човекова рака во најразлично историско време, денес навистина импресионираат со нивната исклучителна разновидност, не само во однос на градбените решенија и местоположбата, ами и по начинот на осликување со фреско живопис. Врамени во скриени карпи, далеку од очите на обичниот човек, а во височина од повеќе метри над земјата, многу од нив допред извесно време беа недостапни за посистематски научни истражувања. Заштити, спаси, помилуј и зачувај ме Боже со Твојата благодат. Првите подетелни податоци за пештерските цркви во Охридско ги обелоденува Гоце Ангеличин Жура во научниот труд во неговата втора книга Пештерните цркви на брегот од Охридското езеро од 1999 година, која произлезе како резултат на 15 годишното истражување. Тој, како историчар на уметност, не само што се наслонува на историјата на монаштвото, туку навлегува во тајните на големите мајстори, творци на фреско живописот, кои често сакале да останат анонимни во својот труд од една и недопирливи по квалитетот на сликање од друга страна. Всушност, намерата на монахот да се оттргне од земските уживања и да му се предаде на самувањето, но и почитта спрема него, која дозволила разубавување на просторот со фреско живопис, кријат мистично завиена убавина до која авторот ќе настојува да и се доближи. Кои биле пештерниците монаси? Зборот монах значи човек што живее сам, или зборот монаштво е здружување на луѓе од црквата кои дале животен завет, животно гесло да се воздржат од сите земни убавини, од сите земни богатства, јадења, да се посветат на Бога, да станат што погодни за да имаат богатство на небото. Инаку монаштвото за прв пат се јавува, би кажали овде неколку реченици, се јавува во Палестина во 3 век, кога римскиот император Даци ги гони христијаните и тие незадоволни од тоа бегаат во пустињите. Од почетокот имало 3 вида на монаси, тоа биле анахорети, аскети и еремити. Поинаку кажано, зборот монах го означува оној кој живее сам, осаменик наспроти монаштвото, кое ќе важи како здружување на членови на црквата кои дале животен завет за воздржливост, сиромаштво и послушност. Од тука произлегува изборот манастир, што би значило како соба за осамени. За нас доволно сознание дека монаштвото му преходело на манастирскиот живот. Најпрви монаштвото се појавило во Африка и Палестина, со постоењето на анахоретите, осаменици, еремитите, пустиници и аскетите и спосници. Обштествената криза, губењето на етички норми, разорувањето на семејствата, но во исто време и незадоволството од начинот на живење на одредени делови од црковната хиерархија, придонела да се формираат монашки заедници, но и појава на пустино жители кои се молеле во изолирани и недостапни места. Во желбата да постигнат што поголемо морално совршенство, некои христијани се одрекнувале од секакво земско уживање, за да станат поугодни за Бога. Така започнале да се појавуваат првите монаси, а тоа е времето на римскиот император Деци во 3 век, кој немилосрдно ги гонел христијаните, кои масовно бегале во пустините и не се враќале повеќе, имајќи ги наум зборовите на Христос. Ако сакаш да бидеш совршен, оди и продај се што имаш и раздели го на сиромасите, ќе имаш богатство на небото, па ајде со мене. Со тоа првите христијани започнале да го водат безбрачниот живот и почнале да ги поминуваат деновите во самотија, пост и молитва.
Како прв човек во минување на таков живот се смета Павле Тивејски, роден во 230 година во градот Тиви во областа Мисир. Уште како 15 годишно момче продал се, отишол да живее во пустина, проживеал 113 години и умрел во пустина. По неговиот пример тргнал и Свети Антони, роден во Мисир во 251 година. Набргу се прочуло за него и многу христијани се огледали на неговиот пример. Направиле колиби во близина на неговата и го нарекле свој татко, а тој се грижел и управувал со нив се до неговата смрт во 356 година. По признавањето на христијанството како официјална религија со Миланскиот едикт во 313 година од страна на царот Константин Велики, иако престанал прогонот на христијаните, многу одбрани христијани, особено во Мисир, тргнале по примерот на Павле Тивејски и Свети Антони Велики, следејќи го нивниот пат. Еден од нив бил Пахомиј, роден 292 година во Горна Тивијада. Тој бил војник, но откако го примил христијанството, отишол да живее во пустина и го основал првиот манастир на еднот многуте острова на реката Нил во 323 година, а исто така пропишал и правила за заедничкиот живот на калугерите. Од областа Мисир, манастирскиот живот се проширил во Палестина и Сирија, а за неговото ширење особено се грижел Иларион Палестински, кој во 371 година го основал манастирот Света Сава недалеку од Ерусалим и во него собрал преку 1000 монаси. Вистинска штета е што не поседуваме историски податоци за монашкиот и манастирскиот живот во Македонија од 7 до 9 век, односно во така наречениот темен век, иако многу порано, уште во првиот век, се спомнува посланието од Свети Павле до Крњевчани, послание напишано како резултат на посетата на Свети Павле во дотогаш ретките црковни општини на Балканскиот полуостров, кај кој веќе бил развиен до совршенство манастирскиот живот. Со оглед на оставената и зачувана материјална култура, по се изгледа дека почетоците на монашкиот и манастирскиот живот во Македонија ќе мора да ги бараме по доаѓањето на Климент и Наум на овие простори, иако зад себе ќе ја остават и Кутмичевица и првата македонска величка епархија и првиот македонски епископ. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На бреговите на Охридското езеро, пещерните цркви се појавуваат во времето на доаѓањето на Климент и Наум на овие простори. Уште во нивните житија апокривни се зборува дека кога дошол Климент и Наум, тие го посеале семето на балканското монаштво и тие монаси што ги формирал Наум и Климент биле по сите пещерни, расселени по сите пещерни живеалишта на Охридското и Преспанското езеро. Значи, ние зборуваме за Охридскиот монашки живот, кој е само еден мал сегмент од она пошироко монашко живење, кој било по реката Треска, по реката Црна, потоа околу манастирот Трескавец и во Охридско-Преспанскиот регион. Како и да е, богатото книжевно наследство од времето на Климент и Наум, особено хагиографските текстови на житијата на Климент и Наум, ги откриваат настојувањата за монашкото организирање и живење на брегот од Охридското езеро. Имено, во пространото житие на Климент Охридски се говори за изградбата на неговиот манастир посветен на Свети Пантелејмон, каде што се повлекува и последните години од својот живот ги поминува во пост и молитва заедно со своите браќа.
Следејќи го примерот на Свети Климент, неговиот сопатник од мисијата во Моравија, Наум, кој во житието се споменува како презвитер со монашки идеали, откако ја напуштил свештеничката служба, доаѓа до брегот на Белото езеро и на јужниот дел ја подигнува манастирската црква посветена на светите архангели Гаврил и Михаил. Свети Наум Охридски во својот манастир ќе подготви голем број монаси кои ќе ги исполнат пештерите на бреговите од Охридското и Преспанското езеро, прифаќајќи го анахоретскиот начин на подвизување. Местата во кои тие богоугодници го поминале својот монашки живот во непрестана молитва, пост и каење, на подоснежните следбеници ќе им послужат како свети места на кои ќе се оформат пештерските цркви и монашките келии. Нов подем на монаштвото на бреговите од Охридското езеро се случува кон крајот на 13-тиот и почетокот на 14-тиот век под влијание на новиот христијански мистицизам, оваплотен во исихистичката доктрина на Светогорското монаштво. Токму од овој период потекнува и најголемиот број пештерски цркви на брегот и околината на Охридското езеро. Карактеристичното монаштво на овие споменици представува само сегмент во однос на богатата монашко-црковна традиција, рефлектирана низ голем број споменици кои се претежно концентрирани во монашките колонии и малите пештерски црквички на бреговите од Охридското и Преспанското езеро, околу манастирите Трескавец и Зрзе, како и по течението на реките Бабуна и Треска. Најголем теоретичар, систематизатор и апологет на ова учење во 13-тиот век бил Григорий Палама. За да се согледа подобро богословското учење на Палама, треба да се земе предвид учењето на Григорий Синаицки, кој проповедал дека животот со Бога или богоопштењето е крајна цел во духовниот живот и таа цел се остварува преку трите постапни етапи – практиката, теоријата и екстазата. Практиката е подготовка кон теоријата и се состои во вежбање и зацврстување на волјата за воздржување од телесните грешни задоволства, во пост, молитва, метанисување, пеење псалми, покаяние, постојани воздишки, разумно молчење, читање корисно за душата, духовна љубов, послушност и пред се трпеливост. Целта на практиката би била да се победат грешните страсти. Меѓутоа, нивното совладување е можно со помош на Божјата благост, а тоа се постигнува со теоријата, односно преку внатрешното самоказнување и преку така наречената умствена молитва. За да се постигне сето тоа, е потребно апсолутно молчење, наречено исихија. Теоријата се одминува со неколку степени и состојби, со созерцавањето или духовното размислување, со знаењето, односно постигнување на откривање на тајни во кои обичниот човек не може да проникне, со богопознавањето, со совршената љубов и со целосна непристрасност. Умствената молитва се постигнува со тотално молчење и при специјални технички услови, во седната положба, со рамномерно дишење, со сосредоточување на погледот во една точка, концентрација на умот и мислата кон Бога и друго. Ваквата телесна и духовна состојба создава поволна можност за третиот степен, екстазата, за противдејство на Светиот Дух, кој се јавува како светлост со трепетна воодушевеност, со чиста радост или пак со страв,
со солзи или без нив, со благост, како воздишка, како игра, скиртима, скокање алма, како срдечен лет кон божествениот воздух. На црковниот собор во Цариград ова учење победува и со тоа исихазмот ќе даде свој печат и на целокупниот живот во Македонија. Тука се појавиле многу пустиници во разни пештери кои се занимавале со мистика, чудотворство и пророкнување. Особено околу Охридското езеро никнувале црквички пештери во кои живееле и дејствувале изихастите. Да проследиме неколку зборови од нивното проповедање. Се пренесуваме во нивното време и размислуваме. Тоа биле молчеливци, чие молчење било погласно од секој јазик. Со своето молчење ги учеле обичните христијани помалку да зборуваат. Тоа биле испосници кои помеѓу кожата и коските имале многу тенка или никаква постава од месо. Со тоа тие ги учеле христијаните да се чуваат од лакомоста, пијанствата и развратот, а умерено да постат. Тоа биле чистотници, кои се плашиле ни една раска од страстниот прав да не падне на нивната душа. Со тоа тие го учеле народот да се чува и мие од тешката кал која реката на времето дење и ноќе напластува на човечките души. Тоа биле најдобрите и најмилозливите луѓе, кои себе се сметале за најгрешни и последни. Со тоа тие ги учеле тешките грешници да не се сметаат себе си за праведни, да не ги напаѓаат другите, да не се грабат за првенство и власт, туку со добрина да служат и помагаат на другите. И на крај, тоа биле доброволни сиромаси, кои со презир гледале на сето богатство на светот, но кои секого го збогатувале со дух и вистина. Еден духовен дом на изихастите веќе го посматраме. Станува збор за пештерната црква Свети Никола, која се наоѓа во стрмните карпи надвиснати над брегот од Охридското езеро, во местноста Осој, која ја зафаќа јужната падина од планината Галичица. Копнениот приод до истата е скоро непрооден, наспроти лесната забележителност од водената површина на Охридското езеро. Релативно широкиот пештерски простор дозволил, без додатно вмешување на човековата рака, да овозможи сликање живопис кој до денес е сочуван во поприлична мера. Исто така овде е пронајдена фрагментарно зачувана покривна и подна керамика, што ќе зборува за дополнително вложениот труд на изихастите, а во интерес на заштита на црквата, пред се од надворешни климатски влијанија. Се наоѓаме во црквата, пештерната црква Свети Никола. Како што гледате на ова пештерна црква се насликани неколку композиции, а тоа се композициите на мироносниците на празниот Христов гроб. Тука се представени Марија Магдалена како со миро во раците носи за да го намачка телото на Христос. Тука е и представен и ангелот кој со своите крилја го заштитува гробот на Христа. Потоа е овде насликан и архиџаконот Стефан, тој бил првиот маченик за христијанската вера, а исто така и првиот татко на православието, како што го викаат Василие Златоуст. Како што и сами гледате, монасите, пустињаците, пештерните, би рекле монаси и луѓе, ги одбирале баш најубавите места за своје покаяние, за свој живот. Тие по цел ден се молеле непрестано во покаяние, за да имаат, како што вика и Матеја во Библијата, тоа е глава 21:19, самиот викат,
Ако сакаш да бидеш богат во својата душа, ако сакаш да постигнеш богатство на небото, тогаш остави, раздели све на сиромасите своето богатство, па тогаш ќе има слава и богатство кај мене на небото. Иначе овој правец, 14 век е интересен, што се јавува во теологијата, во научната теолошка мисла, правецот Изихазам. Тоа е борбата меѓу Григорije Палама и Варлам, и во Царградскиот собор во 14 век победува овој Изихазам, а нивно гесло било по цел живот, значи да се откаже од сите земни богатства, од своето семејство, и тие се повлекуваат во овие пештерни цркви за да се посветат на Бога, значи да го постигнат тоа богатство на небото. Анализирајќи го живописот на црквата Свети Никола, се доаѓа до заклучок дека ова сликарство во целост припаѓа на уметничките остварувања од последните децении на 14 век. Зографот кој работел на овие фрески бил од кругот на охридските сликарски работилници, по теоријан сликарство кое најмногу се доближува иконографски во смисло на компонирање на сцените до сликарството на црквата Свети Димитрија во Охрид. Композициите се одликуваат со извонредна симетрија, во која главно место зазема централната личност, во овој случај Христовото слегување во пеколот и ангелот на празниот Христов гроб. Овде изненадува богатата палета на зографот и сочноста на колоритот со силни црвени и сини бои. Неговите фигури се витки, со една воздржана елегантност, ликовите се пластично моделирани, а волуменот на лицата се постигнува со бледиот окер и зелените сенки во сите композиции. Непознатиот сликар е вешт цртач. Неговите потези се кратки, сигурни, а неговото внимание е свртено кон обработката на ликовите и драпериите кои го следат движењето на телото, како што е случај со извонредно насликаната фигура на Марија Магдалена. На крај се наметнува заклучокот дека ова сликарство спаѓа во редот на подобрите остварувања од крајот на 14 век во кругот на охридските пештерни цркви. Сликарство кое одскокнува од естетските идеали на анахоретската средина од брегот на Охридското езеро во смисла на тематскиот избор на сцените на ликовите, а уште повеќе во смисла на неговиот колорит. Завршуваме со нивните зборови. Се жртвувате за животот и се очекувајте од животот, и животот ќе ви даде се.
кој ќе го освои животот, навистина го освоил, најбогатиот град на сите светови. И во тој град ќе најде најголемо богатство од она што окото може да го види, срцето да го посака или сонот да го сонува.